Динамичната трилер драма Максим на режисерот и сценарист Кирил Трајковски утре вечер премиерно ќе биде прикажан во киното Рамстор. Сцени од филмот се снимени во Македонија, Бугарија и Индија, а бидејќи е самофинансиран, истиот е работен 4 години. Филмот е сниман со сопствени средства, кои што ние си ги издвоивме, и можам да кажам дека се што човек сака да направи од срце и душа, може да го направи без оглед на сите пречки и сите проблеми што знаете излагаат за снимање на филмови, нели, како што е и мојот случај. Така да ние бевме доволно упорни и го прескокнавме тој дел. Филмот е готов. Карактеристичен по црниот хумор, филмот зборува за дете по име Максим, момче кое подлегнува на љубопитност и заглавува со дрога која го прогонува низ остатокот од животот. Во содржината на Максим, впрочем се искористени вистинските животни приказни на секој од протагонистите во филмот. Меѓу нив Тони Зен, Слаткар и актерот Васил Шишков. Голема чест за мене лично како човек, како актер, дека сум дел од овој филм. Знам како се трудеше, како работеше. Се најдов во филмот, бидејќи тоа го имам доживеано во животот мој. Марко Маринковиќ Слаткар си игра самиот себе си, додека на Тони Зен му е доделена споредна улога. Но и за двајцата ова е прво појавување на филм. Прво искуство и мора да го испоштувате Кире, пошто стварно сам го прави филмот, а сам да правиш филм не е мала работа, односно тоа дека треба едно минимум 200 луѓе во екипа да си има, така да Кире сам спрегна сили и го направи и го заврши филмот кој што го правеше пола живот. Музиката во филмот е на скит китара во соработка со Токсикологија. По официјалната премиера утре, филмот ќе продолжи да се прикажува во киното Рамстор во термините од 20 и 22 часот.